И како што ви најавив на самиот почеток, во ова информативно издание имаме гостин во студиото за вести на Еден ТВ. Во најавата за мојот денешен гостин можам слободно да кажам дека станува збор за еден од доаените во македонското новинарство. Долгогодишен аналитичар и познавач како на политиката на домашната сцена, така и надвор од Македонија. Име кое во своето долгогодишно делување во медиумите остави свој печат и препознатлив стил. Станува збор за Александар Чомовски. Чомовски, добре дојде во тимот на Еден ТВ. Благодарам и со голем предизвик и со голем жар пријаѓам кон новиот проект. Можам да ви се обраќам со колега Чомовски или со господин Чомовски? Не, подобро е со колега, иако ќе ти кажам една анекдота. Сега ме предизвика, апропо на колега. Дошол млад новинар кај Моша Пијаде, еден од најстекнатите револуционери во Југославија, председател на Сојузното собрание, и младиот новинар му вика, господине, односно другар Пијаде, дали можам да ви поставам прашање? Он вика, можеш се да ми поставиш, ама и да размениме мислење, ама јас со вас не можам да разменам мислење, можам нешто друго. Така, на почетокот на овој разговор, јас би го почнал со прашањето кој беше мотивот да направите ваков чекор, односно да станете дел од новата сезона на Еден ТВ? Прво, во својот 5-деценијски новинарски и жанровски пристап, секогаш сум креирал или сум учествувал во проекти што имаат иновативна содржина. Кога мојот комшија Бојан Јовановски рече од неговата тераса, Чом, кога ќе ни се приклучиш, во првиот налет не ја сватив неговата покана. Кога втор пат ме повика да дојдам на разговор и кога ми го образложи со Ацо Кабранов целиот систем и кога тоа почна да се обликува, тогаш најдов сериозен предизвик. Нов, зашто јас во принцип работам или сам или во екипа која создава некаков нов продукт. Овој момент Студио 1 ми се чини дека крие потенцијал за нови жанровски форми и за едно, да не бидам премногу логореичен, еден нов тотален телевизиски израз. Така, кога веќе сме кај оваа тема, после долгогодишна пауза, Чуму повторно ќе се емитува на малите екрани и тоа секоја недела, поточно секој вторник од 21 часот. Не, уште не сум сигурен дали е секој вторник, да не ги излажиме, затоа што постои дилема, уште договор, мислам дека ќе биде секој четврток, но не сум сигурен. Вторник или четврток, тоа ќе бидат условно така речените мои часови. Чуму е, пак да не ми употребам големи зборови, и за мене Чуму беше еден предизвикувачки проект. Шансата што ми ја дадоа газдите на Еден, јас ја искористив максимално. Она што ме враќа на одредена носталгија е ова студио. Но пазите, сега ќе ви кажам нешто што е мощно и интригантно. Овде до овде ги направих половината од 198 емисии на Чуму. Секоја недела, и, нели, освен зимските периоди, не зборам колку гости поминаа, колку граѓани и така натаму. Тоа што за мене беше шок, кога тогашниот газда на Еден, Вели Рамковски, ме повика, ми вика, Чом, од утре нема Чуму. Зошто, прашав? Не. Барем дај 200 да направам. Не. Побараа од мене да сгасне Чуму. Меѓутоа беше паметен. И рече, види, сега ќе сгасне, а ќе им се појавиш таму каде што не те очекуваат. Па ние го направихме потоа Студио 2. Тоа што мене ме интригира, не е носталгијата за ова студио, туку потребата во овој момент да го ребрендирам Чуму како една нова македонска агора, една античка сцена во која полемизираат умови, креатори и така натаму, а сите други кои ќе ја следат таа арена треба да бидат учесници. Не само на навивачко ниво, туку на еден општ, харизматичен и комуникативен јазик. Ми се чини дека ќе ја постигнеме можноста, ребрендирањето на емисијата да предизвика интерес доколку
луѓето се вратат помалку на тој предизвик и доколку го донесеме оној граѓански ментален склоп. Затоа велам дека јас ќе се обидам да го внесам домакинскиот муабет во телевизискиот жар. Бидејќи Бојан ја прифаќа таа идеја и морам да му одам признание, прв ја фати во лет идејата, кој му реков, ајде чумо да го вратиме. Мене ми причинува задоволство да вложам дополнителни напори од чуму да направиме бренд на Студио 1. Кои се темите кои што ќе ги третирате во Чуму, што да очекуваме, што ќе им понудите на гледачите? Освен ова за кои сите мои други колеги ќе најчесто ќе говорат, за мене се многу поиндикативни така наречените социјално-граѓански теми. Например, денеска муабетот е меѓу така наречени ефемерни подпароли кои водат политиката, а не лидерите или политичките елити, дека во овој момент е лага, дека само една е вистината. Таа демистификација е нужна да се направи во државата. Тоа е демократскиот амбиент, кога на луѓето ќе им кажете оставете што зборуваат политичарите. Примите го тоа што мислите дека ќе ви додаде нова додатна вредност во мислењето и во информациите. Ако тоа го постигнеме, не само со Чуму, и туку и со сите други проекти, она што е за мене предизвик, што Бојан и Студио 1 собра, јас тоа синоќ му го кажав на Бојан, ударна навална петорка, од која во секоја минута или во секој ден може да се очекува гол до шампионската титула. Тешко е да се освои медиумскиот простор. Знам дека тоа со тек на време и некогаш и побавно, но кога имате нешто што е ново и кое не морате секој ден да го пеглате, имате шанса да ви се врати како продукт во кој ќе нема да ве гледаат како сте облечени, туку што мислите и кои ви се гостите. Така, Чомовски, важите за човек кој што многу лесно може да излезе од уредничката фотелја, за да излезе на терен и на лице место да ги следи случувањата, настаните. Дали после толку години работа, кај вас се уште постои тој ентузијазам, жар на новинарското работење? Ако мислите дека уште треба да држам микрофон, мислам дека време е од тој активен новинарски жар да се повлече. Ми сум се повлекол. Но јас бев еден од ретките возрастни новинари кој целиот свој живот бил репортер. Имав среќа што бев репортер на странска радиостаница, бев дописник на Deutsche Welle, откако се вратив од Германија и мора да бидам предизвикувачки во трката со информациите и за информациите. Тоа ниво на ентузијазам сега е преточен во реализација на телевизиски проекти. Телевизијата е едно големо шоу. Ако сакате да направите шоу, треба да знаете, меѓу другото, што сакате, кој тип на информација е приоритет и како тоа да го донесете да биде интересно. Јас мислам дека уште имам капацитет на едно реално интерактивно дејство меѓу информацијата, импровизацијата и создавањето на шоу амбиент. Тоа е најважната работа и мислам дека имам едно прилично габаритно искуство и мемуаристичко на ова фаза, во кое моите искуство од Радио Спектар, кога 5 часа правевме ударнички радио емисии со 5 до 7 гости кои ми се слеваа во студиото кои ги канев и така натаму. И морам да кажам дека таа акумулација на информации кои ги поседувам за овие меѓународни и светски движења што се ми се атрактивни. Например, за мене ќе биде интересно кога би почнал со Чума и мислам и моите соговорници да откриеме, јас тоа во најавата го велам, ние знаеме да трагаме и да ги бараме одговорите зошто и како. Најиндикативно во овој момент на тие два прашања е доаѓањето на Ангела Меркел во Македонија. Тие што не знаат, не сакат да знаат
или сакаат да ја игнорираат таа посета, тие не можат да бидат политичари за македонската иднина после 20 години. Во овој момент, ние родителите, и јас како ветеран, имам одговорност да создадеме амбиент за вашата генерација после 20 години. Меркел доаѓа тоа да не го покаже. Доаѓањето на Меркел на домашна политичка сцена не е поддршка за Заев. Таа е отварање на европската порта на Македонија, не на НАТО. Погледате, Германија, освен што е стратешки економски партнер и со која ние имаме суфицит од 3 милиарди, со единствена земја на Запад со која ние имаме суфицит, или една од ретките. Германија се решава да ја даде максимална политичка и дипломатска поддршка на Македонија. Таа шанса никој во оваа Македонија не смее да ја испушти, не заради тоа што е Меркел, туку заради тоа што е Германија возот на Европа. На крајот на криштата, Германија, погледате што покажува. Веќе не интересира ни Марио Драги, ни гувернерот на Европската банка. Сака своја личност, германец за прв министер за председател на Европската комисија. Знаете што значи тоа? Тоа значи неповторливо влијание на Германија за Балканот и околу Балканот. Таа шанса ние не смееме да испуштиме. Има уште една димензија. Малку се германската носталгија ме влече, ама морам да го кажам тоа. Има уште две компоненти на оваа посета. Првата е, малкумина знаат дека првата комисија на Европската комисија од експерти, која решаваше дали Македонија има меѓународен легитимитет да биде самостојна држава, ја водеше председателот на Германскиот уставен суд Роман Херцог, 1992 година. Уште еден парадокс. Двајцата канцелари, кои се демохристијани, кои по вокација би требале да бидат соработници на ВМРО, ДПМН и на Груевски, ниеднаш не примија лидер од демохристијанската опција во Македонија. Напротив, Кол го прими Црвенковски, Меркел го прими Заев. Што значи, тамо не важат партиските речници и реторика. Тамо важат интересите и стратешките позиции на големите сили. Ние сме научени и мораме да ги почитуваме и респектираме големите позиции, големите сили. Чомовски, ние имаме уште многу теми на кои што би разговарале уште долго, затоа ни треба многу време, со оглед на тоа дека сме кратки со времето. Јас, како последно прашање, го издвојувам она што и мене ме интересира, а тоа е што би им порачале од вашето искуство на идните генерации медиумски работници, на младите новинари, на младите репортери, на младите медиумски работници. Што е она што би им го препорачале? Јас сум еден од ретките новинари кој не ја прифаќа општата хистерија антиновинарска. Дека новинарството во Македонија е катастрофално, дека ние неаме новинари, неаме медиуми и така натаму. Тоа ни го наметнува елитата која сака да владее и да ги совладува новинарите. Ние сме покажале дека во Македонија има новинари, дека зрее една нова генерација на новиот тип на новинарство, тоа е истражувачкото новинарство, што за мене е многу попредизвикувачки и морам да признавам предизвикувачки во професионална смисла, бидејќи и јас сум од оној стар конзервативен жар односно конзервативни жарови новинар. Тоа што ви го кажав како родител, сега ќе го кажам како колега постар. Ние имаме да научиме и од вас. Доколку сакате да бидете луѓе кои ќе создадат нови вредности. Јас секогаш сум се залагал во мојата професија, гледате зашто изборам, за нови продукти, за нов жар. И еднаш кога тогаш, а мислам дека телевизија еден го пробива тој балон. Новинарскиот труд ќе биде исклучително ценет и вреднуван. Така, мене ми останува уште да ви се заблагодарам за денешното гостување во вестите на ЕДНТВ и да си посакаме успешна понатамошна соработка. Вам многу поголем успех, за мене доволно е да го одржам темпот. Ти благодарам.
Разговорот со колегата Чомовски беше и последната содржина во ова информативно издание. Останете со програмата на ЕДНТВ. Секако за најновите информации можете да ја посетите нашата интернет страница edntv.mk. Имајте пријатен ден.